Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Голем број жртви и повредени во серија силни експлозии во Багдад. Насилство го потреси Авганистан во очи одржувањето на претседателските избори. Следуваат најновите моменти. Во серија експлозии близу клучни објекти во Багдад загинале најмалку 75 лица, а има и над 310 повредени. Ова е најкрвавиот ден во ирачкиот главен град откако американските борбени сили се повлекоа од урбаните средини на 30 јуни. Една експлозија оставила пустош во населба покрај строго обезбедената зелена зона, близу ирачкото министерство за надворешни работи. Од неа се скршили прозорците на ирачкиот парламент. Покрај тоа проектилија погодиле самата зелена зона, каде се сместени многу странски амбасади и ирачки владини објекти. Целта на друг артилериски напад била зграда на централната влада, а автомобил бомба експлодирал во близина на Министерството за финансии во северниот дел на Багдад. Експлозија одекнала и во областа Салхија во централниот дел на градот, каде се наоѓаат армиски бази. Афганистанските сили за безбедност убија 3 вооружени лица кои носеле елеци со експлозив и нападнале банка во Кабул на ден пред претседателските избори. Талебан презеде одговорност за нападот и вети нови насилства насочени кон гласачите. Афганистанскиот главен град неделава е мета на напади. Само денес загина 8 лица во експлозија на бомба што ја активирал напаѓач самоубиец. Во градот владеат засилени мерки на безбедност. Американската државна секретарка се обиде да ја намали загриженоста во Јужна Америка дека одбранбената соработка со Колумбија не значи дека САД ќе воспостават армиски бази во земјата. Клинтон синоќ ја изјави дека со договорот САД добиле пристап до колумбиските бази, но дека нивната команда, контрола и управување и натаму ќе биде одговорност на Колумбија. Председателот на Венецуела Хуго Чавес го критикуваше договорот, велејќи дека представува закана за неговата земја. Автомобилскиот гигант General Motors ќе го зголеми производството за 60.000 возила како резултат на нараснатата продажба, што пак се должи на владината програма со која купувачите може да добијат по $4.500 во готово за нов автомобил доколку го замена стариот. GM ќе врати околу 1350 претходно отпуштени работници во погоните во САД и Канада. Компанијата претходно банкротираше како резултат на економската криза и мораше да се реструктуира. Некои обичаи од времето на Вудсток не се менуваат. Генерацијата позната како Baby Boom се уште користи дрога во голема мера и покрај поодмината возраст, судејќи според податоците што ги објави американската влада. Од 2002 до 2007 бројот на американци на возраст меѓу 50 и 59 години кои признале дека употребиле дрога во текот на минатата година се удвоил. Над 9% од оваа генерација признале дека се дрогираат. Показател дека можеби не сме сами во Вселената. Во истражувањето објавено во журналот за метеорити и планетарна наука, се наведува дека НАСА нашла траги на амино-лиселината глицид во прашина од комета под името Вајл-2, чии примероци ги собрал во летало на Американската вселенска агенција во 2004. Астробиологот Каро Пилчер тврди дека ова откритие го зајакнува аргументот дека животот во Вселената можеби е вообичаена, а не ретка појава. Во продолжение на News Flash, воредниот професор по психијатрија на Универзитетот Колумбија во Њујорк, македонецот Горас Росоклија, раководи со проект за отварање Центар за психијатриски заболувања во Македонија. Во интервју за Гласот на Америка на македонски вели, секој научник се обидува да вклопи камче во мозаикот против страдањата и болестите. Доктор Горас Росоклија е речиси 20 години во САД каде се занимава со истражување на психијатриски заболувања. Тој е специјалист по неврологија и психијатрија. Работи на отварање Центар за формирање електронска микроскопија во Македонија, што ќе биде финансиран од Националниот институт за здравје на САД и каде ќе се проучува ултраструктурата на мозочното ткиво кај пациенти кои боледуваат од шизофренија. Проектот за електронска микроскопија е добиен. Значи, тој проект е добиен и во наредните 2 години, почнувајќи од септември сега, ќе доаѓаат македонци кои веќе ги одбрав, примат престој во јуни месец таму, ќе доаѓаат македонски научници да бидат школувани, да бидат едуцирани во работа со електронска микроскопија и интерпретација на добиените резултати.
така што кога ќе се формира центарот во Македонија, ние ќе имаме готови експерти. Овој проект е во висина од околу $260,000. Друг проект пак во висина од $1 милион ќе започне во декември и од областа на невропатологија кај душевните заболувања. Росоклија го проучува протеинот MAP2 кај шизофреничарите и вели дека неговата група научници докажава дека кај овие болни, за разлика од како што се сметало порано, сепак постојат мозични промени, што отворило нови хоризонти во можностите за нивен третман. MAP2 беше примерниот протеин кој го изучува, заради кој ме поканија во Соединетите Американски држави. Но наодите на редуцирана имуна експресија на MAP2 доведе до тоа да се заинтересирам за дендритот, бидејќи MAP2 се наоѓа во дендритот, што се случува со неговата морфологија. И бидејќи не постоеше адекватна техника за анализа на дендритот, јас работев година дена на хемијата на една техника која конечно ни даде фантастични резултати во визуализирање, во прикажување на невронот и дендритот и дендритичните иглички. И таа техника ја патентирав на моје име, на име на Columbia University, така што таа техника ќе ни даде одговори на многу прашања, но анализите се релативно бавни. Основна идеја на сите проекти што ги носи во Македонија е да им овозможи на младите луѓе да се едуцираат, вели Росоклија. За актуелната дебата за реформи во здравствениот сектор во САР, вели дека во разговорите со колегите не чу ниту еден глас против дека секој американски граѓанин треба да има пристап до здравствено осигурување, што не е случај во моментов. Од моментот кога сум дојден во Соединетите Американски држави, за мене е нелогично дека најбогатата земја на светот, која има најдобра медицина на светот, неспоредливо подобра од било која друга земја, кога јас сум бил Франција, Шведска, Швајцарија, нема здравствено осигурување за сите своји граѓани. Тоа е незамисливо. Пораката на паното зад мене дека чудесни работи се случуваат на медицинскиот истражувачки центар при Универзитетот Колумбија во Њујорк се реалност, а македонците се дел од тоа, начело со професорот Гораст Росоклија. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски Њујорк. Утре во Newsflash подготовки за есенската сезона на грип. Ова беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. За најнови информации посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме.